Премиерот Мицкоски по состанокот на извршниот комитет на владачката ВМРО ДПМН ги објави конечните смени и рокади на министрите и ресорите. Која е конечната одлука за чија содржина со денови се шпекулираше, сега во живо ја прашувам Катерина Нешкова. Така е, Тино, што току заврши пресконференцијата на премиерот Христијан Мицкоски, соопштувајќи ги сите оние промени кои што ќе бидат направени во владиниот кабинет, задржувајќи се конкретно на имињата новите имиња кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН, со оглед на тоа дека Вреди и Знам веќе соопштија што добиваат. Ќе се направат вкупно 8 промени и со тоа, имајќи предвид дека владата има 24 позиции во моментов, точно на 1/3 ќе значи ваквата промена на кадровските решенија во владата. При тоа ги соопшти Мицкоски и промените кои што ќе бидат направени. Тоа е потврда всушност на се она што и претходно го соопштивме во 19 часот, а тоа е дека повеќе ќе нема заменик председател на владата задолжен за добро владење. Исто така се укинува и заменичкото место во владата, на премиерското место, кое што беше предводено од Иван Стојлковиќ, но се задржува министерската позиција за односи меѓу заедниците која оди во рацете на Вреди и таму според податоците или информациите најмногу шанси да седне во министерската фотелја е Агон Ферати од Вреди. Потоа промени се прават и во Министерството за правда, ресор кој што досега го држеше Вреди, го држеше Знам, а оди во рацете на Вреди. Најспоменувано име е Јетон Шасивари. Ќе се задржам само на имињата кои што ги водат другите коалициски партнери со оглед на тоа што ќе ја слушнеме и изјавата на премиерот Мицкоски. Во Министерството за здравство се заминува кадарот од Вреди, тука ќе дојде на ВМРО ДПМН, исто така Вреди ќе добие култура и туризам. За промените кои што се во ВМРО ДПМН го слушаме премиерот Мицкоски. ВМРО ДПМН во продолжение од функционирањето на оваа влада ќе го раководи ресорот Министерство за социјална политика, демографија и млади. И таму нов министер во ресорот социјална политика, демографија и млади ќе биде досегашниот заменик министер, а тоа е Ѓоко Велковски. Понатаму ВМРО ДПМН ќе продолжи да го води ресорот здравство и таму нов министер ќе биде Сашо Клековски, досегашен директор на Фондот за здравствено осигурување. На негово место доаѓа досегашниот министер за локална самоуправа Златко Перински, а за нов министер за локална самоуправа ќе биде господинот Иван Стојлковиќ. Министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите, ќе биде Ерџан Демир, дипломиран економист, кој досега е председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во општина Шуто Оризар. Од политичката партија Вреди, ВЛЕН, нови министри ќе бидат номинирани во Министерството за правда, култура и туризам и Министерството за односи меѓу заедниците, додека пак политичката партија Знам ќе номинира свој кандидат во Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Она кое што исто така сакам да го истакнам е дека досегашниот ресор за добро владење, односно подпредседател во владата за добро владење, се укинува и тој ресор за добро владење ќе биде директно под ингеренции на кабинетот на премиерот. Ние веќе имаме секретар кој што ја следи работата на владата и реализацијата на програмата. Сега ќе имаме и секретар од кабинетот кој што ќе биде задолжен за добро владење. Катерина, како го прифатија изборот од Знам, кој загубија еден од најважните ресори правда, а добија друг ресор?
Па според последната изјава на Максим Димитриевски, бидејќи знам денеска имаше извршен одбор, е дека всушност тие се задоволни од тоа како работел Филков во правда, но сметаат дека сега треба да добијат друг ресор во кој што ќе можат да дадат повеќе. Тоа е местото во ресорот земјоделие, откаде што заминува кадар на ВМРО ДПМН, а доаѓа знам јавна администрација и понатаму станува во редовите на знам. Еве го Димитриевски што мисли за ваквите промени. По сеопфатна анализа и консултација во рамки на партијата, како и со нашите коалицијски партнери, денес извршниот одбор едногласно одлучи Министерството за јавна администрација и понатаму да остане и да биде предводено и менажирано од актуелниот министер Горан Минчев, кој во изминатите 2 години покажа дека реформите можат да се реализираат со знаење, визија и политичка одговорност. Истовремено, движењето Знам за наша Македонија ќе го превземе раководењето со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За министер го предлагаме господинот Борче Серафимовски, кој што е актуелен државен секретар во ова министерство. Станува збор за човек кој ги обединува академското знаење, менаџерското искуство и практично познавање на системот. Истиот и самиот е земјоделец. И за крај, Катерина, кои се другите одлуки што ги соопшти Мицкоски во однос на мнозинството, како и партиските комбинаторики во ВМРО ДПМН? Да, така е, Тино, споменав дека од 24 позиции во владата, 8 се менуваат, меѓутоа дополнително ќе има и уште една промена, а тоа е Демократската турска партија, која што предводена од Бејџан Илиас, која што ќе добие министер без ресор. Ова е всушност ќе биде нова министерска позиција која ќе биде направена дополнително. Бејџан Илиас досега доскоро беше дел од Европскиот фронт на ДУИ, делуваше опозицијски, но како што најави Мицкоски по неговото одвојување од Европскиот фронт сега стапува во коалиција директно со ВМРО ДПМН. Интересно е тоа и дека вечерва се направени партиски промени во раководството на ВМРО ДПМН, избрани се тројца председатели на поголеми општински комитети, со тоа се закружува онаа промена која што беше почната и претходно. Ставени се нови председатели во општинскиот комитет во Кичево, тука ќе биде Дејан Пандиловски на местото на Лазија Кимовски, кој што станува заменик министер за јавна администрација. Потоа имаме нов председател и во Битола, на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Битола, Горан Исаков, кој што е директор на подружницата на СМ Молика, а има нов председател на општинскиот комитет и во Прилеп, Христијан Туневски, млад кадар за кој што Мицкоски смета дека ќе внесе нова енергија. Дополнително избран е и нов председател на Унијата на млади сили Тодор Коневски и нова председателка на Унијата на жени или сегашната потпаролка на владата Марија Митева. Тоа се отприлика промените кои што ќе бидат направени во партијата. Само да споменам дека комплетниот список на кадровски решенија кои што ќе се променат во кабинетот кој што го предводи Мицкоски, според неговите најави ќе биде доставен во собранието најдоцна до петок, што значи дека наредната недела може да очекуваме реконструкцијата, процесот на реконструкција на владата и да заврши. Катерина Нешкова во живо со исцрпни информации за владината реконструкција и партиските комбинаторики. А што се случува со дебатата на изборниот законник, која по бурниот вчерашен ден всушност е ставена на стендбај? Пропаднаа двата обиди на пратеничките групи да се закаже комисија за изборниот законник. На интензивни координации зад затворени врати пратениците не постигнаа договор за да се спречи најавената блокада од СДСМ и Левица. Извори за сител од мнозинството вела дека разликите остануваат. За дел од точките постои приближување на ставовите, на тоа не значи конкретен договор. Утре во нови обиди ќе пробаат да ги доближат ставовите. Според брифинзи од опозицијската СДСМ договор нема, ниту пак тие се откажуваат од намерата да поднесат 10.000 амандмани за да го блокираат изборниот законник, ниту пак ја прифаќаат понудата на премиерот да предложат амандмани со кои ќе бараат корекција на начинот на заокружување и поднесување приговори и истите веднаш ќе бидат прифатени. Според истите извори, прашањето за гласање на дијаспората останува најголем камен на стопнување, затоа консултациите продолжуваат.
И од левица вела дека има придвижување, но детали нема да кажат во кој дел се доближиле ставовите. Од пратеничката група вела дека во работната група е завршена голема работа, но утре или најдоцна од четврток ќе се знае судбината на изборниот законик. Владеачката ВМРО ДПМН ја повтори понудата на Мицкоски, ги повикуваат се да сама и левица да поднесат амандмани и консензуално да се изгласа изборниот законик. Венко Филипче и Димитар Апасиев со блокада на овој закон сакаат директно да и нанесат штета на Македонија во делот на исполнување на реформите од реформската агенда, но и во повлекувањето на средства од планот за раст. Интегративците пак велат дека нивниот став е конзистентен, дека изборниот законик мора да се носи со етнички и политички консензус. Донесување на изборниот законик треба етнички и политички консензус. Без етнички и политички консензус не може да се донесуваат правила кои се поставуваат правила за изборите, било тие парламентарни, било тие локални избори или председателски. Од вреди очекуваат опозицијата да покаже разум. Сметам дека сепак опозицијата ќе се вразуми и ќе ги поддржи овие измени. Собранието со 59 гласа за ја изгласа потребата да се донесе законот по скратена постапка. Ивана Соколич, Најдова, Сител телевизија. 39-годишна професорка на Факултетот за медицински науки во Штип е приведена за примање мито од 300 евра и тоа инфлагранти. Професорка на Факултетот по медицински науки при Штипскиот универзитет е лишена од слобода поради примање подкуп од студент за да положи испит. Како што информираат од СВР Штип, вчера во 11:45 полициски службеници ја привеле 39 годишната ТА поради основано сомнение за сторено кривично дело примање подкуп. На 22 овој месец 26 годишен студент од Република Турција пријавил дека професорката му побарала 300 евра за да положи испит, кој дополнително го полагал на 29 јуни. Откако ТА ги примила кримтехнички обработените евра, полицијата ја лишила од слобода, задржана е во полициска станица, парите се одземени, а по документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. По немилиот настан реагираше управата на УГД, која наведе дека иако се залагаат за висок интегритет, ниту еден систем не е целосно заштитен од поединци кои свесно ги прекршуваат законите и ја злоупотребуваат довербата што им е дадена. Токму затоа целосно ги поддржуваме активностите на надлежните институции во борбата против корупцијата. Само со професионални законите и неселективни постапки може да се откријат, санкционираат и трајно да се отстранат ваквите појави од академскиот систем. Веруваме дека токму ваквите постапки се единствениот пат кон поселни, поздрави и покредибилни институции. Така се штитат интегритетот, угледот и достоинството на високото образование и се зајакнува довербата на јавноста во академските институции, се вели во соопштението од УГД. Само со навремено пријавување, професионално постапување и доследно почитување на законот, можеме да изградиме систем во кој знаењето, честноста и личниот интегритет ќе бидат единствените критериуми за успех, а оние што ја злоупотребуваат довербата што им е дадена, нема да имаат место во академската заедница. За Сител, Трајан Ристовски. Денови веќе се одржи нова средба на владата со добавувачите и производителите за цените на основните прехранбени производи. Длабинската анализа треба да покаже кој се однесува неодговорно во ланецот на трговијата за цените да галопираат. Нова рунда разговори за цените на основните производи. Поминато неделната средба со представници на маркетите. Министерот за економија најави дека деновиве ќе се одржи состанок со добавувачите и производителите. Целта е да се заузда поскапувањето преку усогласување на сите алки во синџирот на снабдување. Владата нема пасивно да ги наблюдува случувањето на пазарот. Доколку околностите повторно наложат интервенција за заштита на животниот стандард на граѓаните, ќе ги искористиме сите законски механизми што ни стојат на располагање. Контролите на пазарна се во тек. Дурмиши вели дека извештајот нема да биде готов наскоро, бидејќи се проверуваат илјадници фактури, па очекува резултатите да бидат познати за околу 1 месец. Се прави споредба на набавните и продажните цени на 600 основни производи во 74 групи. Се гледаат сумите од мај годинава со истиот месец лани. На тој начин, Дурмиши вели дека ќе се открие каде точно доаѓа до поскапување и дали некаде има неоправдано високи маржи. Ќе направиме детална анализа, ќе гледаме каде треба да ургираме или со кој треба да се сретнаме, да отвараме состанок и да им кажеме ако случајно има маржа поголема од 10 или 15%.
Поред Дурмиши, досегашните контроли покажале оти нема зголемување на бруто профитните маржи. Маркетите и премиерот се договорија во јули годишната инфлација да не надмине 3%. Државна статистика пак измери раст на трошоците во мај од 4,8%. Мартин Арсов, Сител телевизија.